драги семинаристи на напреднатото рамниште, на кое што во ова 2023 година, годината на Шопов, третата зимска школа во целост е посветена на поезијата на великанот Шопов по повод 100 години од неговото раѓање. Драго ми е што имаме можност нашата настава да ја започнеме со презентација на Лирскиот дом на Ацо Шопов, веб платформата која што ќе ја користиме во следните 6 дена, меѓутоа се надевам и во деновите и годините потоа секогаш кога ќе се одлучиме да се навратиме со нови исчитувања, со нови книжевни преводи на творештвото на Шопов. Презентацијата ќе ја одржи иницијаторот, креативниот и идеен творец на оваа веб платформа, собирачот на големиот број материјали, Јасмина Шопова, ќерката на Ацо Шопов. Меѓутоа, денес ова наша средба на почетокот на лекторската настава предлагам да ја започнеме со едно кусо обраќање на директорката на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Весна Мојсо-Чепишевска, која што и заеднички ја поканивме од две причини. Веќе заокружени 2 децении посветеност на лекторската настава по литература на школите, меѓутоа од друга страна и иницијативата што доаѓа од неа за исчитувањето на Шопов преку школите на семинарот, а особено и преку оваа трета зимска школа и неговото раѓање на зборот кое што одекнува од учебникот Везелка. Професорке, повелете. Благодарам, Иван. Јас навистина се чувствувам малку и возбудено, бидејќи летна некако годините две, кога предходно направивме такво едно чествување за големиот Конески, сега сме во 2023 и повторно сме пред нов предизвик. Благодарам, Иван, што ми даде можност да се обратам, зашто навистина ова е една многу сериозна група на напреднато рамниште, кој што добро зборува македонски, кој што има многу сериозно познавање и на македонската литература и на култура. Така што, јас ова своје обраќање би го започнала со една мисла на Ацо Шопов. Тој вели вака: поетот го открива неговата песна, а не подписот што го става под неа. Затоа навистина ми е драго што оваа зимска школа на напреднато рамниште Шопов ќе се дооткрива токму преку неговите песни, значи ќе се дооткрива вистински, во вистинска смисла на зборот, со сета големина на неговиот опус. Меѓутоа, особено ми е драго што во рамките на наставата тоа дооткривање веб платформа Иван, Лирскиот дом на Ацо Шопов, тој мора да кажеме дека е единствен, отворен, образовен и културен ресурс од овој формат кој му е посветен на великанот, а како што е реткост во меѓународни рамки, мораме да бидеме искрени, според обемот на информации, според фондот на материјали и според онаа севкупна структура на порталот. И сега мора да кажам дека ми е многу драго што она што го посакавме во 2014-та, Јасмина, кој што е, да речеме, главниот виновник за овој портал, така, значи тоа го посакавме во 2014-та, тогаш прв пат го представивме Лирскиот дом пред македонските филолози, тоа беше по еден друг јубилеј, 70 години од песни на Ацо Шопов, тоа е збирка објавена во 1944-та, тоа е прва поетска книга на македонски јазик, а овој портал е повеќе јазичен портал и тој треба да биде изворник за посветениците на книжевноста ширум светот, па сега во 2023-та имаме можност преку големиот јубилеј, 100 години од неговото раѓање, тоа и да се оствари. Значи, тогаш го замисливме во таа 2014-та, кога беше представен на Филолошкиот факултет, сега веќе гледаме како тој се наполни за сите овие години, се исполни со многу нови содржини и имате можност вие токму како учесници на третата зимска школа да се соочите со какво богатство нуди овој Лирски дом на Шопов.
Има доста таму што се препеало, значи има во на таа платформа доста ставено до сегашните препеви на неговата поезија, на вашите мајчини јазици, ама еве ви предизвик да препееме нешто друго, да преведеме нешто ново, така. И пак ќе се повикам на Шопов. Вели вака: тежнеам кон тишината како една од многобројните активни состојби на духот во кои можат подлабоко, посестрано и појасно да се наслутат драмите во нас и околу нас. Тишината е тишина на немир, на крик, на продор во непознатото. Тишина на тврдина исполнета со оган и ветер. Еве и кога вака нешто кажува Шопов, и ова е поезија. Значи не може да се ослободи од тој поетски порив, дури кога кажува, кога мислиме дека кажува обични секојдневни мисли. Така што мора да кажеме дека Шопов тежнееше кон тишината, која преку неговиот веб Лирски дом во текот на лекторската настава, нели, ќе ја слушнете во неговата поезија, ама и како активна состојба. Посакувам таа вас да ве потикне на гласност и со оган и ветер во исчитувањето на неговите стихови и во вашето говорење и пишување на македонски, но и во вашите препеви, во вашите преводи, како и во осврнувањето кон неговото творештво, меѓутоа и по зимската школа. Зимската школа само нека биде поттик, потоа малку подолго да се занимавате со него. Шопов го заслужува тоа. Оти не тежнееше само кон тишината како активна состојба, туку и кон совршенството. Вака вели: тежнеам кон еден вид формално совршенство и сакам тоа формално совршенство да има и внатрешно содржинско оправдување. Верувам дека ќе го препознаете тоа совршенство во содржината на неговите песни и дека тоа ќе биде причина за уште многу проекти преку кои ќе соработуваме во текот на целата оваа 2023, кој што е целосно посветена на Шопов. При што токму неговиот Лирски дом, кој ќе биде представен сега, ќе биде извориште на идеи, ќе биде извориште на материјали и потик за нови исчитувања. И пак, нешто од Шопов. Сакамете на тој начин да го имаме и тука присутен, да го слушнеме неговиот глас. Еве, јас му го позајмувам тој глас на Шопов. Вели вака: поетот е во песната како во студена пештера, како во непрегледна шума, каде што наместо дрвјото лежат огромни, расфрлани и скаменети зборови. Тој е оној што треба да ги спаси од смртта, да ги разбуди од скаменетиот сон, да ја оживее шумата, за да почне дрвјето да оди. Често тој успева во тоа, а можеби уште почесто стои во неа, во таа шума, збунет и безпомошен, попусто повикувајќи ги да му помогнат во очајот поранешните поетски искуства. И така, од песна во песна. Што туку ќе се затвори еден круг, треба да се отвори нов. И секогаш едно исто проклето прашање. Како? Можеби вие, учесниците на третата зимска школа, користејќи ги материјалите од Лирскиот дом на Ацо Шопов, ќе дојдете до можни одговори како. И тоа размислувајќи на македонски. Така што еве, ве препуштам сега на она што треба да го видите, да го доживеете, а тоа е тој Лирски дом на Ацо Шопов. И за крај сакам да ве поздравам повторно со уште една мисла на Шопов. Во поезијата нема високо и средно развиени земји и земји во развој. Таа е или не е тоа. Па ете, да уживаме во таа поезија на Шопов, иако пишувана на еден условно кажано мал јазик. И посакувам на вистина прво убава прошетка, која што тоа ќе направи Јасмина Шопова, а потоа и интензивно, возбудливо трагање ваше лично заедно со Иван Антоновски. И ете, да го имаме Шопов на неколку јазици. Убава работа. Професор, ќе ви благодариме, се надеваме дека сето ова кое што го има во обраќањето како најава, како
увод во исчитувањето на големиот опус на Ацо Шопов ќе успееме да го добиеме преку поетскиот избор што го направивме за оваа трета зимска школа, а кој што е составен дел од лирскиот дом на Ацо Шопов, од каде што од врска до врска, од линк до линк, ќе доаѓаме постојано до нови информации и до нови текстови. Меѓутоа, како ќе го оствариме тоа, се надевам дека ќе дознаеме доволно преку презентацијата на Јасмина Шопова. Јасмина, повели. Благодарам многу. Ви благодарам на сите. Морам да кажам дека сум многу возбудена и многу ми е драго што се ова се случува околу татко ми, околу сеќавањето на тоа што тој беше и тоа што тој ни го остави во наследство. А тој беше еден извонреден човек. Тоа не можете да го видите во Лирскиот дом, вие сте млади, јас сум многу повозрасна и имам сеќавања од него и би сакала да кажам само овој збор пред да го презентирам Лирскиот дом. Видите, возбудена сум, гласот ми трепери малку. Не очекував, јас сум навикната на вакви работи, меѓутоа сепак се во ова многу интимно го доживувам. Не сакам да ви кажам дека она што нема да го видите во Лирскиот дом, што ќе ви го представам, не можете да го видите. Тоа е каков човек беше тој и можам, не би сакала самата да зборувам за него, него да цитирам еден друг поет кој што многу добро го познаваше и што така, кој што бил млад и така рече, он вели, тој беше душа човек. И нема кој го познавал Ацо Шопов да не каже колку тој беше скромен, повлечен, полн со содржини, молчалив, не зборуваше многу и колку беше еден префинет дух. Тоа сакам да го споделам со вас, да ви кажам, затоа што толку години помина, 40 години помина од неговата смрт. Тој припаѓа на еден друг век, ние сме сега во 21. век, тој припаѓа на минатиот век, меѓутоа останува тоа што беше тој лик, барем во мене и во тие што го запознали и што би сакала да ви го пренесам. Значи, тој не беше само поет, тој беше еден прекрасен човек. Толку. Нема повеќе да се задржувам на него. Во Лирскиот дом, кој што го изградивме за него, можете да добиете една слика. За сега јас ќе го споделам екранот со вас. Само малку се извинувам да не сгрешам. Мислам дека е ова добриот начин на споделување. Иван, те молам, ако ме следиш, да ми кажеш дали добро гледате. Јас да, се надевам и... Добро, да, го гледате целиот, ја гледате целата страница, нели? Значи, во неговиот Лирски дом, за човекот за кој што пред малку ви зборував, имате податоци кратки во неговата биографија. Значи, кога сте во влезот, има една витрина. Зошто се вика витрина? Само со тоа збора да ви кажам дека рубриките се именувани како да се соби, како да се простори во еден музеј, бидејќи ова е еден динамичен виртуелен музеј од неговиот живот и творештво. Затоа се вика витрина. Во витрината тука, значи, имате на повеќе јазици. Јазиците горе можете да ги видите. Се следи ова што покажувам на екран, така. Ги имате јазиците на кои што постои одреден текст или одредена песна. Немојте да се надите ако на некој од тие страници на други јазици видите work in progress на добар македонски јазик, затоа што ова огромен материјал, има илјадници страници овој вебсайт и работите споро, да се разбира, особено на другите јазици. Од кога ќе се запознаете за тоа кој бил, значи, во најкратки црти Ацо Шопов на оваа страница, можете да отидете поподробно да се ако ви интересира одреден период, во просторијата кој што се е наречена Патот по кој чекорам. Од тука Весна и даде еден цитат
значи неговиот еден негов исказ од кој што јас го извлеков овој наслов Патот по кој чекорам, во кој што по децении, бидејќи тој за жал имаше само 4 творечки децении во животот, бидејќи почина на 59 годишна возраст, има 4 децении. Еве само да видите како изгледа една деценија. Имате слика од него како прилика изгледал во тој период, иако е навистина од младост, и потоа имате хронологија по години, која што непрестано се надополнува со нови податоци до кои што доаѓаме постепено и каде што можете исто така имате линкови за да отидете во нешто што ви се кажува тука дека постои песната Љубов или маршот на третата македонска бригада, со еден клик влегувате во неа, нема сега да влегувам во сите линкови бидејќи многу ќе се задржам. Значи за оваа деценија во Патот по кој чекорам има и податоци како за неговото творештво, така и за неговиот приватен живот. И така да речеме во 1948 година, ќе видиме дека на 16 декември се раѓа неговиот син Владимир, мојот покоен брат, кој што почина на денешен ден во 2000 година, па да се потсетиме и на него, тој беше писател исто така. Покрај овие податоци, значи кои што можете да ги видите за неговиот живот и творештво воглавно, можете да влезете во библиотеката. Ќе видите дека имаме библиотека и читалница. Разликата е што во библиотеката се книгите и податоци за книгите, а во читалницата ги читате книгите. Се разбира, сето тоа е врзано, сега ќе ви покажам како. Да речеме, имате книги од Шопов и во тие имате збирки на македонски, книги во препев, и преведени автори, тој што преведува. Во збирките на македонски ги имате, значи, сите збирки, тие не се многу по број, и имате податоци за сите од нив. Подолу, после сликите на кориците, има избори од поезија на Шопов, тука уште стои work in progress, бидејќи не се сите направени, јас мислам дека се сите веќе, некојаш заборавам да го избришам овој work in progress. Ке земеме еден пример, јас би зела Слеј се со тишината од 50-тите години, да видите како изгледа представување на една книга. Таа е представена со цитати исклучено. Ретко кога редакцијата на Лирскиот дом, да не речам Јасмина Шопова, дава свој коментар за нешто. Обично е само извадоци од што е кажано за оваа книга, не сите, меѓутоа поголемиот број, и како што гледате со линкови каде што можете да прочитате од каде произлегува овој цитат. На тој начин е представена секоја негова оригинална збирка, па и изборите понатаму на македонски, што се малце помалку податоци има, но се обидував да дадам колку што е можно повеќе податоци за што е кажано за таа книга. Покрај тоа што е така представена книгата, во случајот на оваа книга ја имате во PDF формат и имате, ја немаме за сите книги, но има за секоја книга пристап кон содржината. И тука одиме во читалницата. Тука сме во книгата и ја имаме секоја апсолутно песна од оваа збирка, со тоа што покрај тоа можеме да влеземе во расположивите, тоест тие што ни се на располагање, ракописи и машинописи. Еве да видите како тоа изгледа. Најголемиот дел од ракописите и машинописите се во фондот Ацо Шопов во МАНУ, во архивот на Македонската академија на науките и уметностите. Оттаму ги скениравме сите работи, не сме ги ставиле сите уште на интернет, бидејќи споро многу оди, но еве можеме да видиме една песна, да речеме Убавината. Имаме две верзии, два листа, верзија 1, ја гледате тука, може да се наголеми, да се види кои се поправките, тешко се гледа, меѓутоа тоа се архивски материјали, и верзија 2.
Интересно е за тие што работат на песните, да се види какви се верзии имало. Во тишина би ви покажала нешто, бидејќи таа е многу позната песна. Оригиналот е во две строфи. Шопов еден ден ја избришал втората строфа и направил ремек дел. Тоа сакав како анекдота да ви го кажам. Мислам дека песната немаше да биде толку позната да не беше исечена втората строфа, и тоа значи кога се истражува, кога се работи на него, овие материјали ми се чини многу интересни. Од тука, значи, кога сте во ракописите, да не се изгубите, можете да се вратите или кон содржината на книгата, или пак од истата страна, а и од оваа, може да се вратите на описот на книгата. Значи, на тој принцип се направени сите книги. Многу слично се направени книгите во препев, со тоа што, бидејќи книгите во препев се на различни јазици, се разбира, направив една повеќе јазична библиографија на преведени книги, кои што се наоѓа тука. Значи, од било кој јазик, ако влезете, вие влегувате на оваа, бидејќи е на сите јазици. И сега, тука ги имате хронолошки поредени преведените книги за време на неговиот живот, но и понатаму. Еве, последна сега е 2013 на бугарски јазик. За ваша информација, 3 нови книги излегуваат во 23 година, нови избори, на англиски во Америка, на полски во Краков и на арапски во Тунис, во Керуан. За пример да ви дадам како изгледаат овие книги, помалце се изработени од другите, морам да признам, бидејќи ми е тешко и на други јазици, нели, да работам. Еве, да ја земеме првата книга што е објавена. Таа е воедно и прва книга на македонски автор на словенечки објавена. Тоа е Слеј се со тишината, еве повторно таа збирка ја земаме, се вртиме во 50-тите години, значи. Еве како изгледа представувањето на таа книга. Тука директно се ставени песните. Има, еве, не сум завршила со едно поглавје, со еден циклус, но тука се сите песни и е представена книгата. Типично за овие книги, треба да ви кажеме дека не е исто на сите јазици. Да речеме, содржината не е иста на сите јазици. Тука имаме на словенечки, значи, еден извод од воведот во книгата, додека на македонски, бидејќи имаме повеќе материјал, јас барем имам повеќе материјал, ќе имаме, да речеме, на Мита, која што со нас, мислам, незин текст она е цитирана на македонски, значи имаме повеќе материјал, може да се прочита тоа, и еве, да речеме, цитат од неа, кој што е преземен од незиното излагање на научната конференција токму на овој семинар во 2003 година. Еве, за пример, значи, како можете да го прочитате целиот текст незин. Еве, тука е. И повторно со сите можни линкови, и понатаму, се извинувам само малку, или да отидете директно во зборникот од научната конференција и да ги видите сите излагања на таа конференција. Мислам дека со овој пример сосема е доволен. Можеби само да го привлечам вашето внимание во ова повеќе јазична библиографија, дека ќе ги најдете, значи, не се сите содржини ставени, но има доста, на сите јазици од групата. Ми се чини дека ќе си најдете по нешто на унгарски, на бугарски, на српски, на времето српско-хрватски, хрватско-српски, и на чешки. Иако на чешки не постои збирка, меѓутоа има една книга со 4 автори само, со голем избор,
од кои што еве сега во моментот ги ставаме песните. Значи тоа е, еве веќе ви покажав како изгледаат книгите, само уште преведените автори ни останаа. Тука е, морам да кажам, најтешко, има огромен материјал, Шопов повеќе преведувал отколку што пишувал поезија. Значи тоа е една активност многу волуминозна. Тој многу се залагал на македонски, ги пренесе ремек делата од светската книжевност и од југословенската книжевност и огромни напори вложувал. Тој е толку голем материјал што јас не знам, веројатно за 10 години кога ќе се видиме, ќе го имаме тој материјал. Ова се, значи, книгите кои што се преведени на македонски од него, и мислам дека може само еден пример да ви дадам, а тоа е, еве да речеме за Шекспир, имаме податоци од оваа книга и можеме да го прочитаме сега за сега само познатиот монолог на Хамлет од него. Меѓутоа има огромен материјал. Сега да одиме во ние веќе влеговме во читалницата и излеговме. Во читалницата, значи, имаме песни, разговори, стати, искажувања негови и еве препевите, значи директно каде што можеме да ги читаме, како и ракописи и машинописи, значи да влеземе во главниот дел, кој што е лириката. Значи од една страна има избор на колку се десетина песни кои што се сигурно најпознатите, а од другата страна ги имаме збирките. Вие видовте пред малку кога влеговме од библиотеката во читалницата како изгледа содржината на Слеј се со тишината. На тој пример се направени сите овие книги од првата песни 44-та. Гледате, тука има и една интересна страничка, тоа се необјавени песни, наоѓаме стари песни, иако е многу од тој материјал, нели, од 40-тите години е уништен, не постои, но има, може да се најдат тука песни од неговото детство и да се направат некои поврзувања со последните стихови, особено, да речеме, со мајката, песни што мајка му ги инспирирала кога бил дете, бидејќи била болна и тој се грижал за неа, и се до последните има ехо од првите песни до последните. Тоа е голем пат треба да се изоди за да се пронеде тоа, но за тие што истражуваат подлабоко, мислам дека е ова интересен еден момент да го кажам. Во читалницата исто така можете да видите нешто што многу е малку познато од Шопов, дури и во Македонија. Тоа се неговите текстови прозни, не пишувал тој проза, речиси не неколку има, само раскази кои што и не се довршени, но неговите написи, неговите размислувања, и тука се наоѓаат, значи, мислите негови за поезијата, но како што кажа Весна пред малку, се насмеа, тој дури кога објаснува една песна, толку поетски ја објаснува, што е самата тоа поезија. Цитатот што го кажа преска Весна за поетот е како во шума од зборови, тој цитат, кој што за мене чиста поезија, фактички тој се обидува да ја објасни песната Грозомор со тоа, меѓутоа се гледа дека он не знае на друг начин да се изрази освен поетски. Во овој материјал разговори, во оваа рубрика разговори и статии, значи имаме исто така, имаме некои синедата бидејќи доаѓаат од архивски материјал. Тука имаме возможна хронологија. Јас се обидувам да кажам кои години се според содржината на текстовите, а потоа од 44-та па до крајот на неговиот живот имаме разговори, негови интервјуа, написи негови, како се борел за македонскиот јазик, како се, да речеме, јазикот наш литературен, како не критикува како го користиме јазикот. Имаше нешто за буквата Д, зошто не се користи буквата Д и така натаму. Има многу интересни написи кои што се навистина непознати, бидејќи тој никогаш не ги собрал своите написи, огледи во една книга.
никогаш не објавил таква книга и време е сега тоа да се направи, се надам дека ќе се направи за во текот на ова јубилејна година. Покрај текстовите од него, добро, имаме искажувања, препевите ви ги покажав, ракописите и машинописите исто така ви ги покажав, само да ви кажам дека има еден, фондот во Ману е целосно пренесен тука, така што може и од таму да се бараат материјали. Еве ги по кутија, како што е инвентарот, се разбира не можеме се, меѓутоа еве каде што почнува поезија, има многу линкови и сега се работи на овој материјал. Еве да речеме само еден земам навистина случајно, Шопов за својата поезија, еве тоа било на српски, во прилог на телевизија Скопје за Белград, и имаме тука, значи, го имаме текстот, како што бил во оригинал, и потоа го имаме исто така и архивскиот материјал. Само да го видите една секунда, да се отвори. Како што е, видите, како да сте во Мана. Направено е така да може би да ги живееме сега во еден свет во кој што фактички сме блиски многу едни до други, можеме да пристапиме колку материјали на километри од онамо кој што се наоѓаме, тоа е и целта на овој вебсайт. Понатаму мислам дека можеме да преминеме на, да видам дали ви кажав се, мислам дека да, од него. Сега за него, во читалницата исто така, имаме огледи и толкувања. Ова е исто така една страничка која што се разликува од еден јазик до друг и сега ќе ви покажам како. На македонски е фактички главната библиографија која што има над 400 референции. Еве да не должам, значи ова се текстови за него. Ако истата ја погледнеме на српски, еве да речеме, ќе видиме дека се само тие написи што биле направени за него на српско-хрватски на времето, хрватско-српски, еве ги тука се, значи има доста од нив, нешто помалку ќе најдеме да речеме на словенечки, интересно бидејќи сепак е, нели како што кажав, првата книга е таму објавена. Еве да речеме, јас барем сум дошла до 4 текста. Во текстот на Мита има повеќе референции, меѓутоа не сум можела се уште да дојдам до нив, и тука и повеќе можеби до учесниците од Словенија можеби да помогнат со некој напис да најдем, инаку во Словенија навистина се е дигитализирано и многу лесно се наоѓаат материјалите, но еве не успеав да најдам два. Сега, еве, значи, кога, да, можем тоа да го гледате ова кога сме на словенечки, гледате дека менито се менува. Еве, поминале 20 минути, јас сум пред крај. Само малце. Гледате дека се менува, немаме се разбира на сите јазици, менито е помало, го немаме целиот материјал и тоа ми се чини најнормално. Сега треба да се вратиме за да го имаме целото мени, тоа е малце незгодно, но такви се веб-сајтовите, мораме да се вратиме на македонски каде што имаме се. Еве сме на македонски се вративме и сега да ви покажам, уште мислам дека за овие 10 минути имаме доволно време. Да влеземе во галеријата, каде што има уметнички слики кои што негови портрети, како и слики кои што се инспирирани од неговото творештво, но пред се веројатно за вас ќе биде најинтересна видеотеката. Видеотеката е поврзана со канал YouTube Ацо Шопов поезија. Еве тука можеме да видиме со еден клик, значи да влеземе во песни и во интерпретација на македонски актери пред се, или па очи во изведба на Ацо Шопов. Долга е песната, нема сега да ја пуштам, ве повикувам ако сакате да слушнете, да го слушнете неговиот глас. И освен негови песни, имаме и за него што е кажано, еве Махмуд Хусейн во египетски интелектуалци кои што заедно подпишуваат
под псевдоним Махмуд Хусейн, Сабин Весписер, кој што е издавач во Франција, што го издаде Шопов на француски, Едуар Моник, кој што го препеа на француски, Ристо Лазаров, него го цитирав преска кога реков дека беше душа човек, он беше многу близок со татко ми. Тоа е видеотеката, инаку на каналот YouTube кога ќе влезете има многу повеќе материјал. Ова што е големо во средината да не ве збунува, тоа е татко ми има една збирка поезија за која што исто така многу малку се исто така, зашто реков исто така. Не, за која што многу малку се зборува, а тоа е Јус Универзум, тоа е прва сатирична поезија објавена во Македонија. На времето постоеше еден весник што се викаше Остен, има денеска уште некои работи се врзани, има галерија за карикатура и така, кој што се вика Остен, и тој едно време беше главен уредник на тоа списание и во секој број по една песна. И да не ви кажам, значи Јус е универзумот на Југославија во тоа време и удира по Јус поети, по Јус критичари, по Јус политичари. Ако влезете таму, ве повикувам да слушнете Јус политичари, ќе видите колку е тоа актуелно и денеска, и не само за Македонија, туку за целиот свет. Покрај галеријата, на крај ќе влеземе во настаните. Еве гледате дека во настаните имаме последно 23-та година од 6 на Ацо Шопов. Тука имаме неколку клучни моменти и замислете 23 јануари е тука, тоа сме ние денеска. Имаме третата зимска школа, ова е само најава. Во овој простор тука, значи се што ќе произлезе од вашата работа во текот на оваа недела, ќе го најде своето место во овој веб портал. Се разбира, ако вие сакате, со ваша дозвола. Значи, ако имате текстови, некои размисли, тие ќе влезат тука, но бидејќи Весна спомна и преводи, препеви, што многу ме израдува, ако работите на препеви на песни, да знаете дека тие нема да бидат изолирани во ова катче, туку дека ќе си бидат во самите песни. Ако некој сака да ја преведе Лузна, да речеме сега, тоа е малце потешко. Внимавајте, потешка песна, еве да речеме тука ја имаме на неколку јазици, знаеме на кои јазици таа песна постои, ако се преведе на чешки сега да кажеме, ќе си влезе тука тој препев, а нема да остане на страна. Мислам, сакам да ви кажам дека бидејќи за секој, еве сега да ви покажам и со тоа ќе завршам, ми се чини. Ќе ме потсетите вие ако нешто не сум кажала. Да речеме еве на француски песната, еве сум ставила илустрација каде е објавена во едно списание покрај тоа што е објавена во книга. Можете да ја слушнете песната на македонски и кога сте на француската страничка и се разбира стои кој препеал и каде е тоа објавено по дефиниција. Значи тоа е тоа. Јас мислам дека со ова можам да завршам и да ви оставам збор на вас, ако сакате било кој прашање да го поставите, сум ви на располагање.